Даниела Лазевска прашува колку пати е неделно препорачливо да се применува автофагијата. Дали времето кога треба да се престане со внесна храна е фиксно или зависи од времето на станување, од спиење и така натаму. Целта ми е да го прочистиме организмот, бидејќи 2-3 месеци бев повеќе подложена на ресторанска храна и фаст фуд и сакам да ги изгубам тие 3-4 килограми што ги наталожив. Даниела, многу добро прашање и многу тема која што не можам јас да сега, можеби дадам одговор индивидуален за тебе, затоа што и како што се договоривме, би сакал да направиме и разговор малку во 4 очи за да го индивидуализирам одговорот. Но имам еден одговор кој што можеби многу од луѓето треба да го знаете, поврзано со ова и можеби некој рекла казала митови кои што ви се наталожиле во главата, а тоа е дека автофагијата не е процес и не е начин како вие треба да ослабете. Тоа е многу погрешно. Автофагијата не е нешто што придонесува за слабење, затоа што автофагијата пред се е начин како телото рециклира, односно ги искористува можеби оштетените, непотребните клетки, протеините и остатоци метаболички кои што всушност може да направат и загрозување одредени инфекции во телото и при тоа ги користи како храна и гориво за да ги регенерира здравите клетки. И тоа е процес кој што најонака просто и народски би го објаснил, иако е многу сложен процес и поради кој процес научниците кои што го открија има добиено и Нобелова награда за медицина, ако не се лажам. Така да не е начин како да ослабеш, затоа што телото масните клетки не ги препознава како нешто што е оштетено, непотребно и треба сега да го рециклира и да го искористи во процесот на автофагија. Слабењето и топењето на масти многу пати назад сум го зборувал како тема. Значи стратегијата треба да ви биде да не се здебелувате и ти треба да воспоставиш еден начин на исхрана кој што ќе придонесува доволно енергија, не создавање на масти, а тоа по мене е појадок у првите 30 до 60 минути, оброци на 3-4 часа и доволно вода, затоа што тоа е една добра основа за потоа можеби и да експериментираш со некои поекстремни диети. Автофагијата е одлична и начините како можеш да ја направиш и создадеш е или со фастинг, но повторно фастинг можеби од 16 часа па 8 часа јадеш и тоа доколку го повториш неколку недели, не е со сигурност дека обезбедува автофагија, но можеби до некој степен обезбедува. Вистинска автофагија е постање од минимум 36 часа, кај што ќе имаш само вода. Се рачуна дека и консумацијата на црно кафе, без шекер, без никакви додатоци, исто во тој процес на постање од 36 часа минимум, максимум 72 часа, ќе поттикне автофагија и повторно тоа е можеби добро да го направиш и во консултација со доктор доколку вистински ти треба, затоа што постање од над 36 часа, 48, 72, повторно не би требало да го прави секој и е многу важно што и друго ќе правиш во тие денови. Ако можеби во тие 36, 48 или 72 часа тебе ти е прединамичен денот и начинот на кој што живееш, прашање дали е добра стратегија да поттикнеш автофагија. Дефинитивно на телото многу добро му угоди. Она што го сретнав како податоци е дека 2 до 3 пати годишно е сосема во ред да се прави и помага многу метаболички процеси, на еден начин го запира и старењето, така да е одличен процес. Добро е да се направите барем 2 пати годишно, но повторно е далеко од стратегија за слабење и немој да ја користиш како за стратегија за топење масти, затоа што ќе си направиш многу поголем проблем отколку што ќе видиш бенефит.